Да јас сега овој дел ќе го давам во прогрес, значи прв пат во Македонија правиме еден вид, не еден вид, туку семинар за ниво 3 и тоа не прави горди. Се надевам дека оваа година ќе успееме да поминеме, како што кажав, таа супервизија за да може да од наредна година најдосно издаваме маркицизисија. Но ајде, нека течат работите како што треба, поред ние да си ја завршиме нашата работа и јас ќе пробам да се завршим денеска мојата работа многу на кратко. Ќе пробам да извинувам, од два компјутера работев, па не сум ја уклучил тука презентацијата. Океј. Овие се тие теми кои што мене ми падна за задача да ги поминеме за денеска. Некои основни работи во однос на физиологија на спорт, теорија како се тренира, методи на опоравување и некои кратко моторички тестови. За моторички тестови може да оставиме и сами да се направиме муабет што вие имате идеја, но од ова што гледам сите имате претходно искуство со тренирање и ќе препознаете многу од овие работи кои што сакам да ги кажам. Ако нешто не е јасно или имате да прашате, слободно прекинете ми, не чекајте на крај за да не изгубиме темава на муабет. Јас немам потреба ке вас да се представувам, тој сум, имам право да зборувам за тренинг, предметот е таков антропомоторика на факултет, но и работам на многу позиции како фитнес тренер, па ете тие некои периодизации и слично можам да ги пренесам. И сега што е интересно, малку е за да може да навлеземе во темава, е интересно чисто да знаеме, нели утре ќе дојде некаков клиент. Може биде детенце, може да биде повозрасна господја, господин, нели во зрелост или во стара доба, постара нели возраст. И сега сака да земе час. Ние би требало да препознаеме, да знаеме, да се прилагодиме всушност кон секој клиент, но еве, бидејќи темава е поврзана со физиологија, како се прилагодиме или како да направиме нека мала проценка на човеков кој што доаѓа кон нас како клиент. Па нели првине физичката конституција, што може да приметиме, еве како што има доле 2-3 сликчиња, вели соматотип, ова го имам учено, сега повторувам за колегите. Што значи соматотип? Значи градба, што може да очекуваме од она што ќе го видиме, дали човекот има нека нормална тежина, нема нормална поголема тежина, помала тежина, дали му е ладно на снег, еве некои други параметри, дали не се чувствува добро, но во услови на снег или е премногу ексцитиран или премногу е надразнет, па сака да направи се што може да се направи на снег. Значи тие работи треба да ги препознаеме. Една од работите, како што кажав, овој соматотип се препознаваат генерално 3 вида на луѓе, убаво е да знаеме. Значи едниот е како му доаѓа ендоморф, ектоморф, мезоморф и ендоморф. Значи, ектоморф се мисли дека е така, нема голема килажа, високи се луѓето. Зошто го кажувам? Затоа што некојаш височината може да прави проблем со координација, па нас некој ќе искочиме да очекуваме дека да полека ќе работиме со него, не ги прифаќа добро вежбите или предвежбите. Океј, тоа е се нормално. Не мора да значи дека е заради конституцијата, но чисто да имате во предвид. Вториот е мезоморф, каде што има мускулеста маса, се сака на сило да направи, не му е проблем да дури ако може да случи да не може да падне. Значи едноставно знае да направи некоја статичка положба во скијање да биде многу стабилен. Третиот е ендоморф, кај што има поголемо масно ткиво и значи нема толкова мускулатура, но сепак тежината му е поголема. И сега овие сите работи, значи правиме проценка на клиентот на прва, чисто да кога ќе влезеш на снег да видиш со кого ќе имаме работа.
Дали е не менува некогаш дали е машко или женско, менува дали е детенце, дали е повозрасен човек, каква е конституцијата и каков однос има кон скијање, кон снегот, кон тие планински услови во кои што ќе преовладува. А втората работа е исто ние треба да си направиме за себе, можеме, не можеме. Овој дел ми е многу јасен и многу повеќе работевме на претходните семинари за овој дел. Она што е интересно е како да ги од каде да трнеме, значи што е се физиологија, како да го поставам, дали ќе биде тренинг бидејќи е повисоко ниво, дали ќе биде тренинг за себе, дали ќе работам со понапредни скијачи или сноубордери, па ќе побараат од мене да работам на пример 10 дена обука некоја, треба исто да знам во кои услови ќе преовладуваат, значи што ќе троши телото, што ќе треба да се додаде, на крајот да се даде како еден вид на опоравок. И многу е добро да се трне од оние два основни механизми кои што функционираат во телото и кои што се однесуваат на тоа дали телото при користење на мускулите или целото тело функционира, ајде да кажем, во аеробни услови или во анаеробни услови. Аеробни услови само ти ме асоцира дека е во присуство, нешто се случува, значи се вклучуваат некои механизми натре во телото кои што се одвиваат во присуство на кислород. Кислородот е потребен за да се одвиваат тие механизми или кислородот помага за да се одвиваат тие механизми. Ова анаеробно е спротивно од аеробно, каде што кажува кислородот не е толку битен тука, всушност во некои фази скоро и да не учествува, најповеќе не учествува во оваа фаза овде, во овој механизам. И сега тие како вид на спортови има или како вид на активности има во кога се користат механизми кои што користат кислород и кои што не користат на кислород. Сликички ви отприлика даваат информација. Се она што е долготрајно, лесно по интензитет, например, трае, не знам, нордиско трчање, траат по 2-3 часа трки, маратон, знаеме колку може да трае, планинарење трае 8 часа. Се е тоа влегува триатлонот исто, влегува во аеробни активности. Сега кога се работи за трка е малку поинтересно затоа што таму има и влегуваат влегуваат и го допираат и анаеробниот дел, но генерално се користат овие механизми, значи во присуство на кислород. Од другава страна, ќе ги споредам фази, има две фази тамо безкислородни, едната е лактатна, другата е алактатна фаза, но како и да е, убаво е да ги слушнете термините за да знаете за што се зборува, нели? Без присуство на кислород, например, вежби кои што се изведуваат, фитнес вежби, функционален тренинг, теретана и слично, тоа е отприлика, ако не се пренапорни, значи ако не се близко до максимум, тога се во некоја лактатна фаза или лактатни механизми, тоа значи дека телото не користи кислород, туку користи многу повеќе јаглехидрати, на крај како нуспојава се создава млечна киселина. И сега и тука да прашам, пошто ја препознавате вие млечната киселина? Гарант има некој ова се однесува кај ми се Антони Лидија. Дали негде сте слушнале млечна киселина? Другите најверојатно знаат кон каде ќе води прашањето. Па да, млечна киселина кога, пример, јас кога ќе го завршим при интензивен тренинг, кога ќе се лачи таа киселина и се не боли, тоа значи дека се лачи таа киселина. Има една Да, во право си со тоа што, мислам, делумно си во право, затоа и сакав да видам не кон тебе, него и јас со било кого, и со студенти, и со кога разговарам, некако млечната киселина сите ја врзуваме порано и сега се уште ја врзуваат со тоа дека се појавува болка заради млечна киселина. Всушност млечната киселина не е само нус продукт кој што ја заситува крвта со тие нус продукти, но како постефект, но болката доаѓа од друго, од микротрауми доаѓа. Млечната киселина ја нема, она се исфрла од тело после 7-8 часа негде. Најмногу срцевиот мускул ја јаде, ја користи како енергија. Значи ја исфрла од телото,
а мускулите болат после 2 дена, на пример. И сега тука тој термин добро е да се знае, затоа и го спомнав, дека, на пример, болката не се појавува ради млечна киселина, иако точно Лидија во право си, она се акумулира после интензивни тренинзи. И ако се проверат лактатите во крв кои што кажуваат ниво на млечна киселина, тогаш тие може да бидат доколку се над 4, тоа значи дека телото е заситено со лактати и дека работи во оваа лактатна фаза или бескислородна или анаеробна фаза. Болката од мускулите, убаво е тука да спомнам, се случува заради микротрауми на мускулите. Секој тренинг е како да кажам, оптоварување, значи е шок за мускулното ткиво. Шок е за целото тело, ма шок е за мускулното ткиво посебно и прави микротрауми внатре кои што всушност знаат да покажат болка доколку се претера со тренингот. Едноставно одење, значи некој тренира, ама ќе опуштите да оди 8 часа, не мора на планина, туку само да оди 8 часа, заради биомеханиката на движењето и слично, употребува некои мускули кои што не биле активирани толку време и може да се појави болка. И како што кажам, најчесто се појавува негде после ден и пол, 2, и може да трае подолго. Тој ефект се нарекува DOMS или Delayed Onset Muscle Soreness. Значи задоцната мускулна болка како резултат на микротрауми. И сега ние всушност со тренингот ќе видите правиме микротрауми, а после треба да ги опоравуваме мускулите и целото тело за да се поткрene целиот тој систем на човек, за да може тренингот да биде поефикасен. И да биде во спортот или активноста човекот поефикасен. Третата фаза или втората фаза под анаеробно, ако ја кажеме, таа е лактатна фаза каде што се користи најмногу креатин фосфат, значи тоа се спринтови, кривачина товар, нешто што трае 2-3 секунди, 4 секунди, 7 секунди трае, например, спринт, 9 запирка нешто е 100 метра, ама тамо кај нив може да влегува и јаглехидрат некој, најчесто е креатин фосфат кај тие добро тренираните, но овие се, значи оваа анаеробна фаза се нарекува алактантна, за разлика од оваа другава лактатна, и тамо не се лачи млечна киселина, но се користи креатин фосфатот. И тој се користи, толку му е времето на користење, 7 до 8 секунди, 10 максимум, зависи кога како, и после тоа е истрошен, но феномен е што брзо се враќа. Значи замислите го како некој керозин, на пример, високо експлозивно гориво кое што дозволува да има огромен број на експлозии или огромна енергија во кратко време. И затоа се тренираат овие креатин фосфатни резерви на начин кој што со експлозивни движења, максимални движења. Значи ако кревам товар, во теретана работам 1 до 3 повторувања, ама до отказ. Ако сакам да вежбам мускулна маса, тогаш работам 8 до 12 повторувања, на пример, до отказ. Тоа е веќе некој друг систем. Ако сакам силова издржливост, да издржам во прикажување на силата, тогаш работам над 20 повторувања. 30. И сега може да приметите 30 повторувања до отказ, пример, блиску до отказ, не може секојаш да биде до отказ, затоа што е голем број на повторувања. Може, уствари, ама најмногу отказот се применува и се почувствува во малиот број на движења. И се имаме на една страна 20 или 30 движења, на друга страна имаме 2 или 3, значи тие треба да се силни, скокови. Се што трае временски кратко, а бара огромна енергија, е поврзано со алактантна фаза. За разлика од лактатната фаза, нели, како што кажав, тамо се лачи млечна киселина. И сега може да видите, на пример, не знам, ајде, шифрин, у која фаза би ја ставили? Значи тркава трае, колку трае трка? Минута и пол? 2? Не, 2 многу е. Колку беа последните времиња, ако гледаше некој? Мада се искршија сите скоро. Заедно со 2 вожни? Па дете, ајде нека биде околу 2 минути. Една вожња беше така на Супер G. Минута и 30 или така нешто, да. Минута и пол некаде. Да. И сега они се тука дали работат во аеробни услови или во анаеробни услови? Сликата кажува веќе. Измеѓу. Аеробно не ќе да работат. Многу тешко, они се во некоја лактатна фаза, тука е спуст цело време, има статичка контракција на мускули, значи нешто игра помеѓу алактантна, кај што трошат креатин фосфат и лактатна фаза. Буквално, например, на 100 метра земаат воздух 3 или 4 пати, ни толку дали земаат, некојаш 2 пати земаат, 3 пати, ајде нека биде.
Сакам да кажам дека од друга страна, на пример, го имаме обучувањето на дечиња, каде што тамо нема големи напори. Нема екстремни максимални движења, они стискаат нормално, ама тоа е се пополека, пробуваш да не форсираат, особено ако се почетници, и тие се нешто измеѓу, работат и во аеробни услови и во анаеробни услови. Ние кога се скијаме, може да се случи кога се спуштаме, ако пуштиш брзо и слично, ако форсираш, тогаш ќе бидеш во алактантна фаза некоја. Ќе трошиш креатин, затоа што едно спуштање толку ни трае, ако било кој скилифт во Македонија да го земе сем Церипашино и стаза на Маврово, таму е подолго, другите се многу кратки, значи можеш буквално да се спуштиш за 10 до 20 секунди. До долу, ако влезеш оштро. Тогаш сме во алактантна фаза, тогаш трошиме, работат брзите мускулни влакна, може и така да се каже. Постојат три типа на мускулни влакна. Брзи, спори и мешани мускулни влакна, кои што се среќават. Постојат и уште некои други подтипови, ама овие се генерално три типа и нема логика да се тера многу подлабоко во анализа колку мускулни влакна постојат. Ама па овде ке почетниците доволно и 4 часа да се работи, не може да одработиме 4 часа во анаеробни услови. Нема шанса. Значи ние работиме во некои аеробни услови каде што така не се максимални движењата, ќе пробаат нешто максимално, ќе стиснат, ќе паднат, па треба да станат, па ќе се уплашат. И тука има трошење на такви механизми, анаеробни, безкислородни, но генерално е во аеробни услови. Ова е добро да се знае, за да знаете, например, во иднина после активноста што да им се даде за да се опорават. Нели? И сега овде ќе пробам на брзина да го баш да кажеме тоа што се троши во кои услови. Ова се нарекува една лактатна крива, или ова е крива која што покажува конкретно во оваа точка тука АТ, тоа е anaerobic threshold точка, и направена е со мониторирање на срцева фреквенција, па после тоа се прави некоја анализа и сушно целта е да се најде кога преминува механизмите во телото или кога човекот работи при константно наголемувачко оптоварување. Значи имаме на тредмил трча на тредмилот, физиологија сигурно сте правеле тестирање и постојано на 2 до 3 минути се зголемува интензитетот и елевацијата на тредмилот. Значи се зголемува. Сега тука идеме, Владимир, извини, со норма максимално 220 минус години, тоа што го имавме порано. Па генерално да, како некоја општа, тоа е за ако сакаш да најдеш која срцева фреквенција е максимална, па после да извадиш проценти некои, може да се искористи. Не, дека гледам во графава дека до 210 отишле, затоа гледам измеѓу. Тука варира и години или самата спремност, кој што го има човек? Овде нема 210 отидено, овде има 190 и нешто, еве ја последнава каде што, ај вака ќе ја покажам. Значи последното каде што ќе морам на овој начин, се извинувам, не ми работи. Значи, последното нешто што е постигнат како срцева фреквенција е оваа точка овде, толку измерило. И таа точка вели дека е од десна страна, не можем да ја најдам, еве 193 е таа точка. Еве ќе зголемам овде. Значи, поентава е, ова е еден убав приказ на тест кој што може да се искористи за да се процени, да видиме телото каде работело и колку работело. И сега нас срцевата фреквенција не ни е толку битна, битно ми е механизмиве во кои што од ова едно тестирање, значи од shuttle run може да се добие истото, или оној multi-stage fitness test йо-йо, бип тест го знаете, тоа е све исти имиња. Бип, па 20 метра трчаш бип и слично, и он прогресивно го зголемува интензитетот на оптоварување и на крајот, кога ќе се прочита преку срцева фреквенција, може срцевата фреквенција да се направи една калкулација и да се најде каде е анаеробниот праг на срцевата фреквенција. И сега што е битно со тој анаеробен праг кога ќе го најдеме? Ова е таа точка на анаеробен праг, или овде покажува, софтверот конкретно овде ја покажува дека анаеробниот праг е на 181 отчукување, брзина од 13 км на час. Еве таа точка. И сега таа точка ни е сушност еден вид на граница кој што може да кажеме од оваа страна овде на десно имаме аеробна зона на работа. Оваа страна овде на лево имаме
Што? Веќе може да претпоставите, значи имаме Аеробна и анаеробна, да? анаеробна зона на работа. Супер. И сега што е ова битно? Ова е битно дека, на пример, во аеробни услови, што се троши како енергија? Кислород. Он помага, ама како енергија се трошат масти. Масти повеќе. Масти. Кислородот само помага за да се нели тивко согорување да има, го учевме тоа по биологија. Ама основно гориво се мастите. А што се троши кај во анаеробна зона, рековме дека може да се трошат јаглехидрати, сега ќе ги наместиме, а може да се троши и креатин фосфат, ама сега не ги местам како што треба заради една друга причина, сега ќе ви објаснам. Или ајде, нека бидат јаглехидратите, ќе ги ставам тука. Опс. Овде е интересно дека нема чиста поделба сега дека над 183 очукувања, а веднаш ќе помине во анаеробни услови. Тука има една мала мешана зона која што всушност изгледа, ајде морам да го земам линијата, која што всушност некако вака изгледа. Значи, во овие услови овде има некој мешан режим на работа и овде троши, извинам, од лаптоп работам. И масти и јаглени хидрати. Точно, значи овде троши и масти и јаглехидрати, тој се вика комбиниран режим, аеробно-анаеробен режим. Чисти јаглехидрати би требало, пазете, во крв секогаш имаме само шекери, мислам, има и масноти, ама храната кога се претвори во крв, таа се претвора во шекери, во јаглехидрати. Но ние многу повеќе трошиме овде, во овие услови, значи, некаде до максимумот, од прилика под максимум, по 95%, негде од 98%, трошиме јаглехидрати. И сега да се вратиме, Атила, добро што спомена за срцевата фреквенција. Значи, некаде од околу 80% од, пардон, кај ми е оваа точка, малку ја утнав, ова е таа точка, 183, се извинам, не прекро. Значи, негде таа точка се наоѓа од максималната срцева фреквенција на точно, од прилика 90%. Значи, ако срцевата фреквенција на некој, максималната срцева фреквенција, што е спомена по формула 220 минус години, претпоставиме дека човекот има 20 години и максималната срцева фреквенција е 200, тогаш анаеробниот прак теоретски пресметан ќе биде на колку, ако е 90% од максимална срцева, значи некој 180. Точно, да. И сега, ние може теоретски, мада тоа во лабораторија се многу поточно се тестира или на овој начин преку лактатна крива кога се прави или преку мониторинг срцева фреквенција преку зададен протокол и тест, тогаш може да кажеме да, ако ја тренирам со срцева фреквенција под 90% од максималната или тоа е под 181 за човеков овде, тогаш ја ќе бидам во некој мешан режим, ама ако работам со 80% од максималната срцева фреквенција, тогаш ќе трошам чисти масти. Зошто вака ми правим? Тогаш ќе трошам чисти масноти. Значи тоа е аеробниот прак. Аеробниот прак е негде на над 80%? Не, под 80%. Под 80, добро. Значи тоа би било нешто, ајде вака нека биде. Аеробниот прак е веќе не ја направив добро. Аеробниот прак ќе биде искористам со точка, значи од прилика некаде би требало да биде аеробниот прак тука на 80%. Тоа значи дека сега сум сигурен дека под 80% ако работам, тогаш дефинитивно телото ќе троши масноти и тогаш можам да издржам и неколку часа. Значи можам да издржам со масноти неколку денови. Има еден тамо човек што пропагираше и работи, не знам дали уште жив, се надевам дека е, соларна јога, значи тој го тестира, не јадеше 260 дена. НАСА го тестираше за да може да провери како доколку космонаутите се случи да останат без храна, кој принцип да го применат за да може да издржат, нели? И сега тој тврдеше дека ја абсорбира сончевата енергија, но сакам да кажам во следен слайд ќе видите колкова енергија имаме од маснотиите. Значи може со денови да ги трошиме маснотиите, да не внесеме ништо друго,
а телото да функционира нормално, нема да може максимално да функционира со максимални напори и максимални надворешни оттоварувања, ама ќе може да одржува базален метаболизам некој. И сега, овде рековме дека се трошат јаглехидратите, ми побегна целиот слайд, па затоа ми се помрдна и линиите, но после, ако се уште забрзаме, тогаш има една вредност, мислам, ако достигнеме до максимална вредност на срцева фреквенција во трчање или ако почнеме да креваме максимални тежини, тогаш ние сме всушност во таа алактатна фаза и тогаш трошиме креатин фосфат. И тој креатин фосфат, да, тогаш трошиме некој креатин фосфат, за да може да добиеме енергија. Во овие услови овде трошевме јаглехидрат, значи над анаеробниот праг. Ајде, ќе ја ставам пак анаеробниот праг да не биде маркација, тоа е некаде тука. Лактатната фаза ние кај што трошиме јаглехидрати, ќе ја завртам и неизе, значи тука кај јаглехидратите. Колку имаме време за да работиме во оваа фаза лактатна? 40 до 60 минути. Значи, ние може малку понапорно да скијаме 60 на минути. После тоа веќе не може. Тоа, замислете, сега имате комбинација на турно скијање. Одиш по планина, се спушташ, одиш по планина, се спушташ и тоа е се во некоја висока зона над 90% од анаеробниот праг, а трае временски. И тогаш имаме тука негде 40 на 60 минути. После тоа и да сакаш да забрзаш, нема да можеш, ќе можеш да направиш можеби некој краток спринт, ама тоа после пак по 8-10 секунди повторно ќе ве врати на маснотии. Значи ќе се трошат маснотии како енергија. Кај спринтовите, да, кажав да ги пополнам сите. И сега, едно прашање. Кога треба некој да слабее, во која зона ќе му дадете да слабее? Во која зона ќе работи? Точно. Аеробна зона. Точно, аеробна зона. Тука се негде 70 до 80% од срцевата фреквенција. Извини да те прашам, овие што се за, примери тие за слабење ММА борачите, што треба преку ноќ да послабат таму, пример, не знам, по 5-10 кила, тие уствари одат во лактатна фаза, наеднаш. Брз е, ако сакаат. Не може да ослабне во лактатна. Во лактатна фаза не се слабе. Во лактатна фаза само се троши креатин фосфатот и толку. И тоа се многу мали резерви, значи таму нема слабење. Слабење и трошење на масноти има кога активноста е ниска по интензитет, значи под 80%, затоа велам меѓу 70 и 80, може и 60, ако одиш долго 10 часа, например, на пелистер, можеш и со 60% да одиш. Тоа е негде срцева фреквенција 102-30 очекување. Сакаш малку поефикасен да бидеш, се ова многу е деликатно што и кажувам бројките на срцева фреквенција, затоа што секој си има своја срцева фреквенција, ама еве конкретно за мене, лактат на анаеробен праг мене е околу 170 ми е некаде, значи под 160 ја веќе трошам маснотии, пардон. Значи до 150, може би и помалце сега, еве нека биде 150. Под 150 ако работам, ја трошам дефинитивно маснотии. И ако сакам да ослабам, ја треба да работам со понизок интензитет, не силно, никако, инаку нема да се трошат маснотиите. Маснотиите овде во алактатна фаза не влегуваат. Маснотиите во јаглехидратна или во лактатна фаза не влегуваат како извор на енергија, они влегуваат само во аеробната фаза. А тие ММА и слично од боксери, порано беше боксери и тие се уште така слабеат. Они слабеат, има ли некоја идеја друг како слабеат они преку ноќ? Гучевме тоа по биологија. Повеќе со диуретици идат овие последни диуретици со Изфрлаат вода. Со сол. Не може со сол да ослабе. Солта ја врзува во вода. Се поправи. Да. Солта ја Не, врзува обратно во солена бања. Со метилцантили, со диуретици. Само со диуретици. Со сауни. Јас имам читано дека со солена бања, ма цица водата од кожата. Не може да ја исцица до толку, затоа што ти имаш механизам внатре кој што вика, ако не ме потрошиш или ако не создаде телото енергија, од внатре, тоа е липосукција на крај. Значи, некој на машина да стави некого и да му исцица маснотиите од внатре.
Тоа е тотално нездраво. Значи, може би солта може нешто да помогне, но тоа е како, не знам, како витамин С наместо добар оброк. Не разбираш? А слабењето кај борачите, кај било кој од овие што преку ноќ слабеат е само на тоа. Например, бодибилдери. Бодибилдерите, за да ги извади, за да го истенчи телото, он мора да ослаби, на крајот пие диуретици, за да извади комплетно вода од себе, за да ослабе, не знам, 3-4 кила преку ноќ. Утредента ќе ги врати, ама тоа е дехидрацијата е многу страшна. Тоа прави овертренинг, ништо не се случува сем што изфрлате водата. И например, трето прашање кој да е, дали е паметно да се трча со шушкавец за да се ослаби? Не. Апсолутно, точно. Не треба, не треба, туку не смее. Тоа е исто како да трчате на 40 степени. Што правиме во тој случај? Само ја вадиме водата. Срцето. Го оптоварува срцето. Зошто го оптоварува? Дехидрирање, се. Точно, затоа што се дехидрира, се згуснува крвта, срцето мора повеќе да пумпа за да пошто е веќе издехидрирано, наместо да работи со 6 литри, работи со 4 литри и на крајот едноставно нема ефект. Инаку може и за слабење да се користи руски систем со тетанични контракции, во ладна вода го ставаа човекот и он почнува да се тресе. Затоа што му е ладно, нели? Смешно делува, ама он мора да направи зошто почнува да се тресе и на ладно ние почнуваме да правиме мускулна контракција, затоа што телото пробува да се загрее на некој начин. И сега со тие мускулни контракции на ладно време, ние всушност ги согоруваме маснотиите. Значи постои таков третман за слабење што може би е поефикасен отколку сол. Не знам, солта знам на кожата дека влијае добра. И во овие бањиве Деварска или која беше исто има, нели, такви минерали. Но најефикасен систем е, се знае, прво намалување на внес, значи баланс на внес и излез на базален метаболизам, колку си внесуваш, колку трошиш, и второто е долготрајни лесни движења. Токму заради ова, затоа што маснотиите се трошат само во аеробна зона. Вамо не се трошат. Во алактатна или во лактатна, значи во анаеробната зона не се трошат. Маснотиите се трошат само кога има присуство на, кај ми е тука негде, кислород, на O2. Тоа е... Само не, извини, Вукс, Винхоф метод, не го имаш, го следам, баш го гледам, влегување во ладно, па со денови такви, некои терапии прат. Така појче за здравје, неко за слабување. Па не, ама... Небитно. Да, очигледно има некои бенефити таму. Скандинавците се бањаат на -20 без проблем, па после одат во сауна и слично, но маснотијата мора да се потроши исто и за јаглехидратот и за креатинфосфатот. Ако сакаме депоата да ги зголемиме на јаглехидрати, за да може наместо 40 минути да издржиме 60 минути, ние треба да тренираме во таков режим, во анаеробни услови, каде што има лактатна фаза, или како нус продукт кој што се појавуваат лактати, и тогаш се трошат јаглехидратите. И сега ние ги потрошиме, и после во фазата на опоравок они се враќаат и супер компензираат. Ќе видиме следниот слайд што значи тоа супер компензација. Најверојатно знаете. Дел од нас сигурно знаат. Креатинфосфатот е исто, значи ние пробуваме да ги зголемиме депоата на креатинфосфат за да може да издржиме наместо 6 секунди 8 секунди во високо интензивен напор или високо интензивно надворешно оптоварување. Истото може да го кажем и маснотиите, ако сакаме да издржиме со помала храна, например, 20 дена на планина, тогаш да, треба да ги зголемиме маснотиите. И се обратно е, ако сакаш да бидеш експлозивен и да прикажеш поголема експлозивна моќ, поголема брзина, силни статички контракции, кои што во скијање, например, посебно кај надпреварувачите ги има, мора навлез во капија, имаше податок дека Херман Мајер, кога ги скрши двете нозе и нели го тестира, тога се искочи комплекс овој методов апаратчево за електростимулација, дека он на една нога трпи оптеретување од 400 до 450 килограми, само на една нога. Тоа е, значи, тоа мора да креира енергија од креатинфосфатни резерви, не може од ништо друго да креира. И сега, за да може да издржи, ако го намали интензитетот на 200 до 300 килограми во преодни фази и слично, тогаш почнува да се трошат јаглехидрати. И сега телово постојано балансира. Од каде му треба храна, од таму ќе ја земе.
ако се движиме подолго и ако не е интензивен напорот, тогаш троши масноти, само масноти. Овде цело време ми стои јаглехидрати, ама тоа е за ова, за мешан режим. Отприлика тука некаде, или може и тука вака да го ставам. Но чисти масноти се трошат под аеробен праг. Да не ги измешаме, ова е анаеробен праг, значи анаеробно, анаеробен, а ова е аеробен праг, под 80%. Има ли нешто тука да сакаме да продискутираме? Се е окей тука. Добро. Кој колку влегува од овие енергетски резерви, значи се што јадеме, се што се внесува во тело, на крајот, кога ќе дојде до мускулот, доаѓа во вид на прости шекери, во вид на аминокиселини, во вид на разградени масноти и во вид на креатин фосфат. Значи, било каков оброк да биде фенси, италијански, шпански, не знам каков или тавче гравче, на крајот целата храна се претвора во овие 3 вида, 4, ако го земеме и креатин фосфатот, затоа што телото не знае на друг начин да препознае ништо друго, сем овие 3 вида, 4 со креатин фосфатот нека биде, ги зима како енергија. И сега може да видите колкав е внесот, например колку тежи или колку вреди во килокалории јаглехидратот. Значи колку вреди на 1 грам, колку вреди протеинот, али аминокиселината на 1 грам. Па гледате колку вреди маснотијата. Значи она има многу поголема калориска вредност и затоа многу полесно опаѓа, например, мускулното ткиво ако не се расте, а маснотиите не толку, затоа што нив ги имаме во изобилство. Во изобилство, тој што има, например, поголема тежина 10-20 килограми, што може буквално да не јаде. Нормално, психолошкиот момент е проблем, но да не внесува храна, а ја има енергијата, базалниот метаболизам ќе ја користи од тамо. За разлика од ако некого му дадете функционален тренинг или кросфит тренинг кој што е високо интензивен, особено кај почетници, тогаш тие ќе го истрошат креатин фосфатот, ќе влезат у јаглехидратни долгови многу. Ако некој не го избалансира добро тренингот, и се случува да луѓето викаат, не знам што ми е. Едноставно нивото на гликоза во крв го намалуваат многу интензивно и во така малку и шокова состојба може да се случи. Инаку просечен човек од 70 килограми може да видите колку има креатин фосфатни резерви, значи околу 3,6 килокалории јаглехидратни, значи малку повеќе, затоа може да издржи тамо колку реков 40 на 50 минути, а овде кажав дека може да издржи 7 до 8 секунди, 10 нека бидат, ама многу брзо ги враќа. Значи после отприлика 40-50 секунди, 1 минута, веќе на 90% се вратени креатин фосфатните резерви. Дека јаглехидратите, кога ќе ги потрошите еднаш, треба минимум 24 часа за да се вратат. Маснотиите, како што кажав, не може да се потрошат, многу тешко. Мислам, може да се потрошат, ама нема потреба да ги враќате маснотиите назад, затоа што тие се, сакали или не, се од ова што ќе внесеме како храна, на крајот не се претвара ниту во јаглехидрат, вишокот, зборувам за вишокот, ниту во јаглехидрат, ниту во протеин, туку се претвора во масноти. Значи, се оди во масноти. А обратниот процес од масноти кон протеин, например мускул или јаглехидрати, не постои. Од маснотија не може да направиме протеин или мускулно ткиво. Нели сите викаат иде во теретана и види маснотиите ги стопи, ги претвори во протеин. Не, тоа не е точно. Маснотиите се трошат сами за себе, а протеините се создаваат на база на тренинг и на внес на протеини. Инаку обратниот процес од масноти кон јаглехидрати или протеини не функционира. А пак ќе кажам, се што е вишокот, се претвара на крај во масноти и телото вика, дај ми го ти мене за секој случај, јас ќе си го чувам тука, пошто не знаеш што може да се случи, да си имам резерва на масноти. Отприлика енергијата што ја внесуваме преку храна, 60% се троши на грејење на телото. Може да замислите сега зашто зимно време, например, многу повеќе се јаде и луѓето се склони, особено оние што работат надвор или кога одиме надвор на скијање, многу поголема покрај тоа што имаат активност луѓето, значи екстра напор, но плюс и ако е навистина ладно времето, тогаш се троши многу енергија на загревање и затоа ни е потребен внес кај луѓе кои што имаат помала килажа. Тие мора да јадат на секој 1 час ако треба мора да јадат.
имаме дечиња на терен или било која возрастна група, у ладни услови носете вие екстра некоја храна со себе, затоа што може да се случи да им падне шекер па да направиме некаков проблем, значи да направат дисбаланс. Дали ме слушате? Да, и то внимателно. Да. Не за внимателното нешто ми покаже како конекцијата не ми чини. Сега, се она што го внесуваме може да се каже на некој начин дека се носи во едно контейнерче кој што се нарекува аденозен трифосфат, вака многу општо кажано, инаку постојат многу механизми внатре во телото за да едноставно се создаде енергија. Аденозен трифосфат нека биде као некој контейнер кој што постојано зема по една фосфатна единица и дозволува на мускулот да прави контракција. Од кај ќе дојде фосфатната единица, сега за сега не интересира и не е наш домен дали ќе дојде од која од овие храни, дали од креатин фосфатот, дали од јаглихидрат, едноставно не навлегуваме во тоа. Битно е дека на крајот конекцијата помеѓу храната и мускулот кој што прави контракција тамо е всушност овој аденозен трифосфат кој што е еден вид на контейнер. Како изгледа целото тоа на ниво на мускул? Сите знаеме дека постојат мускули, па во мускулите постојат мускулни влакна. Па сега во мускулните влакна или миофибрили или само фибрили, тие се делат на саркомери. Таа е последната градбена единица на мускулот, како единка, која што е составена од некои, ќе видиме сега, актомиозински нишки. Значи, една саркомера е основната клетка на мускулното влакно. Значи, не е онаква клетка која што има митохондрии внатре и кој што најосновна творба, туку ако збориме како единица, тогаш саркомерата е таа основната единица која што го гради секое мускулно влакно. А многу мускулни влакна прават еден мускулен сноп, па многу мускулни снопови прават мускул еден, например квадрицепс има во себе, не знам, колка број на мускулни влакна вакви кои што се изградени од саркомери. И сега на ниво на саркомера постојат едни, се нарекуваат актомиозински нишки, или фибрили, или филаменти, актин и миозин. И тоа значи дека миозинот е на еден вид, да кажем, не подвижна единица, а актинот е еден вид подвижна единица. И сега кога доаѓа контракцијата, всушност се случува да, може да видите на втората слика, како се настанува контракција. Ова е релаксиран мускул, ова е контрахиран мускул. Значи се преклопуваат тие актомиозински нишки. Значи тоа е теорија на sliding element се вика, sliding theory elements, каде што на ниво на саркомера всушност има кога има контракција, сакам да направам силна контракција на било што, кеса од пазар кога носам или едноставно чучнување, секаде каде што има мускулна контракција, тогаш актомиозинските нишки се преклопуваат. Ова истото се случува и кај срцев мускул. Значи имаме актомиозински контракции мали се случуваат и на тој начин се прави мускулна контракција. Или како би изгледало тоа на уште пониско ниво, значи еве ги ова е миозинот, ова е другото е актинот. Значи да. Ова е миозинот и они имаат тука главички кои што кога ќе дојде фосфорната единица од аденозен трифосфат, тогаш он се закачува за актинот и еве го АТП убаво објаснува овде и тогаш го повлекува мускулот на десно, ја троши фосфатната единица, главичката се враќа назад, мускулот се враќа повторно назад, аденозен трифосфат се полни како енергија, како контейнер, повторно се закачува нагоре и цел тој процес е врзан со значи надополнување на АТП, правење контракција и така натаму. И сега ние ќе кажеш, ама чекај сега како ја можам задржувам во статички услови задржувам некаква контракција. Ама мускулите не се движат. Точно, не се движи, ние не гледаме дека се движи на ниво на зглоб, но внатре постојано има контракции. Тоа може го приметите, например, задржување во полусклек, наједноставно е. Држите 20, 30, 50 секунди и почнуваат мускулите да се тресат. Значи, во такви екстремни состојби гледаме дека всушност на микрониво постојано работат мускулите.
И сега, ако има преголемо напнување, тогаш да, тие ќе направат контракција, држат, стискаат, влечат, па ќе се пушти. Ќе кревачи на товари слично во завој на скијање. Но каде што треба да издржи постојано, тогаш има постојано некакви контракции мускулни, една сркомера, друга сркомера и така натаму. Инаку физиолошки се кажува дека мускулот е или целиот контрахиран или не е контрахиран воопшто. Така се објаснува, значи на Демек во самата изометриска контракција внатре има контракции. Има контракции, да, тоа Добро. го покажува полусклекот. Ете, најеклатантен пример, нели почна да се тресеме после некое време. Зошто се тресе? Затоа што има микроконтракции на мускулно ниво. Океј, дали сме добри до тука? Супер. Тамам. Сега, вториот дел е тренинг. Што и како? Најбитни моменти е да нам дадеме рецепт. Клиентот не прашува, имаме некој надпреварувач или не прашува, или нека биде, клиент не прашува што ќе работи и како, ама ние треба да го издефинираме интензитетот, обемот, фреквенцијата, кога да дадеме одмор и слично. Се тоа се нарекува дозирање на тренинг. И една обука на клиенти исто така е дозирање на тренинг. И, например, што значи интензитет? Интензитет значи колку силно треба да вежбам. Колку силно треба да вежбам, интензитет на тренинг. Време трајање, колку долго или колку по обем многу значи треба да вежбам, а фреквенција колку често. И сега како свртиме тоа на скијачки терен со клиенти, тоа би било дали ќе им дадеме во рок од 1 час да се спуштат 10 пати на жолтиот почетници или ќе им дадеме 5 пати да се спуштат. Тоа е наша проценка која што треба да ја направиме. Ама дали ќе им дадеме, например, да работат 3 пати по 1 час или ќе им дадеме 2 пати по 1 час, тоа е фреквенција. Дали ќе им дадеме секој ден да вежбаат, на обука сме, пример, 10 ден или ќе направиме пауза преку третиот ден за да им дадеме време биле во нови услови да се опорават и слично. Сега го пробувам да го сведам на ниво на клиенти кои што се рекреативци, но ова важи за тренинг апсолутно, ама бидејќи тренингот може да биде и во рекреативни услови, тогаш апликативно е и на едниот и на другиот начин. Што се случува кога тренираме? Ова е една крива која што многу добро ја знаеме, постои кај Farfeld, Guyton, секаде, јас им искористено од Шеа. И сега вели вака, ние кога тренираме, треба напорот, комбинацијата на замор и одмор да биде добра. Ако не е добра, тогаш имаме проблем или овертренинг, или клиентот на скијање ќе го презамориме утринта готово. Како што вели Лидија, мускулна болка се појавува, не може да скија. И сега, што правиме ние со тренирање, со секој спуст, ако е поинтензивен, со секој скијачки ден, со секој тренинг за надпреварувачи од било кој спорт? Ние всушност правиме да има големо оптоварување и правиме замор. И сега, заморот доаѓа, завршува тренингот негде тука во оваа линија. Во следниот период, ние треба, не ги гледате, не е битно линиите, сите одат нагоре. Значи, во следниот период ние треба да се опоравиме, да дојдеме до некој ниво и ако сме успеале во тренингот и во опоравувањето, да направиме суперкомпензација. Ако не сме успеале, тогаш ќе причекаме малку подолго. И сега, ако овој концепт ми е јасен, значи, оптоварување, одмарање, малку поголемо одмарање и телото се суперкомпензира. Може да следиме оваа жолтава линија или портокалова. Значи, имаме, она покажува дека имаме супер дозиран тренинг. Тоа значи дека тренингот е направен, телото е истрошено. Се случиле микротрауми, сме ги потрошиле јаглехидратните резерви, креативни резерви, масноти резерви, не до крај, не може да се потроши до крај, но сме ги потрошиле некако. И сега, во периодот на закрепнување му дозволуваме на телото целиот систем на човек, тоа е динамички отворен систем, да се опорави, се опоравува во период од 24 до 48 часа, зависи како бил напорот, како е претходното искуство негово, и се опоравува уште малку повеќе или суперкомпензира. Ова суперкомпензира значи дека ги подобрува своите моторички способности. Зошто? Затоа што телото е паметно и вели, слушај сега, овој мене овде во оваа фаза ме потроши, да ја сега ќе се опоравам овде, ама ќе ставам уште малку, како што беше и ке маснотиите, ќе ставам уште малку
затоа што може ќе се случи пак да ме опорави, пак да ме измалтретира со тренинг. И овој период на компензирање и суперкомпензирање е всушност филозофијата на тренинг. Добро поставено дозирање и е супер комбинација за да може да направите добра суперкомпензација. И сега што се случува ако е пренапорен тренингот, тоа е црвената линија, значи предозирано е, испил повеќе апчиња или испила повеќе апчиња, а не требало, тогаш опоравокот е подолготраен. 48 часа, може би повеќе, може да се случи да не направи ниво на суперкомпензација, туку телото само да каже, добро, у реду е, дај, овој ме измалтретира, да се вратам на ниво и никад више тренинг. Пака, жаргонски. А што се случува ако направам во зелена линија, значи недоволно го допрам, ако бараме сега да биде тренинг или им даваме да скијат почетници, наместо тој може да или таа може да ские 4 часа, ние даваме 2 часа. Не може да научи ништо, не е потрошена, не е доволен период и тогаш прави, да, има некој тренинг. Тука се опоравува, ама не е тоа многу ефикасно, прави и некоја суперкомпензација, ама нема ефикасност во тренингот. Затоа сите спортисти пробуваат да тренираат да бидат ефикасни и некој ќе му тој што е поефикасен во еден олимписки циклус од 4 години ќе се спреми подобро отколку некој што не е ефикасен тренинг. Сега не зборувам за допинг, тука тоа е тотално друга тема. Но ако гледаме во повеќе денови, тогаш тренингот би требало или оптоварувањето за да имаме успех треба да биде на овој начин. Имам оптоварување, се враќам, правам суперкомпензација. Имам оптоварување, следен тренинг, правам суперкомпензација. Имам оптоварување, затоа што оваа линија доле може да биде апсолутно и подолга и подлабока, затоа што со секој тренинг некои моторички способности се повеќе може да покажат. Например, може ако кревал една тежина од 50 кг, со секој нареден тренинг може да стаса за месец дена до 100 кг. Значи повеќе да го оптовари телото и не само килограми, било што да трча подолго, да трча посилно и слично, но битно е дека се враќа назад и прави суперкомпензација. И таа е некоја линија која што се провлекува постојано низ сите тренинг циклуси, тренинг фази. Сега, добро, само да се вратам на овој дел. И на кратко, уште едно, што значи тренирање? Ние сите сме навикнати да живееме во некоја комфортна зона. И тука ни е супер. Имаш нирвана, екстаза, филмчиња, лево, десно. Треба да мрднеш малку да направиш тренинг, излегувам од оваа зона, малку не е пријатно, тренирам, но после опарувањето треба повторно да не е во комфортна зона, филмче, врати се назад, муабет, другари, следниот ден повторно тренирам и така натаму. Таа е тренинг зона, за разлика од оваа комфортна зона. Ако се претера со тренирањето, тогаш излегуваме во некоја зона која што не може да направи проблем. Овертренинг може да направи повреда, може да направи системска предозираност, може да направи во крајни ситуации можеби смрт, ама тоа е доколку постојат некои здравствени проблеми. Значи нас не интересира комфортната зона, ни е седење, лежење, одење, дружење и слично. Тренингот ни е таа тренинг зона каде што треба да бидеме безбедни. Поентата е дека не сме да претераме во ништо кога се задава тренинг. И тоа најубаво е кога се слуша своето тело, кога се консултира со искусен тренер и кога ќе се постави еден добар тренинг принцип. Ова го кажувам затоа што многу често може да се случи да група над колегите, ние сме дали група на скијачи и всушност не скијачи, колеги од факултет и до ден денеска е така, например 15-18, треба да ги процениш дали можат, не можат, па некој не сака, забушава, па да го замотивираш или да замотивираш, но на крајот подобро е да застанам, да не форсирам, отколку да направиме некаква белја. Па со тек на деновите, како оди ќе поразговарате, ќе видите што е тоа што не им дозволува да тренираат или да учат на терен скијање и слично. Има ли некој прашање во врска со тука? Ајде. Или не? Се, Владимир, ова за суперкомпензацијава. Мене не интересно, ме жолтата линија, златна средина што викаме. Да. Сега тука се работи и у аеробна и анаеробна зона.
И спрема мене, затоа те прашувам. И доле таа крива што ја имаш нацртано со црно и со кое дозирање тука се прави суперкомпензацијата за да дојде до враќање на енергијата од 24 до 48 часа за опоравокот? Знаеш, многу едноставно, зависи кој спорт работиш. Овој што крева пауерлифтер, што крева товар, олимписка дисциплина, нели? Добро. Работи во други механизми, троши креатин фосфат. Овој што трча полумаратон, работи во јаглехидратни услови. Овие што работат триатлон и слично, они работат во масноти. Трошат и јаглехидрати, комбинација. И сега, прашањето е за кој спорт, какво дозирање да направиш? Ја повеќе ве прашав, например, за рекреативци. Човекот излегува, планинарење прави, планинарска тура. Добре. Например, цела Рудока, 8 часа иде до Титоврв и се враќа. Сега тука, нели, утре дента сите сме за никаде. После враќање сите ќе испиме по една апче за да дојде за подобра циркулација, да ни се вратат тие потрошени енергии на своји места. Сега, каде се менја, например, вие кажавте дека имате суперкомпензација кај некој од 24, кај некој од 48 часа се враќа. Добре. Суперкомпензацијата кај каков интензитет се враќа, например, спрема метаболизмот иде или спрема направениот тренинг, на колку часа ќе се направи суперкомпензацијата? Па затоа кажам, прво зависи од која активност се прави. Ајде, супер имаме планинарење. Второ, зависи од индивидуалните предиспозиции на човекот. Значи, дали он има претходно искуство во планинарење или не. Третото е каков интензитет било, какво било дозирањето, уствари, ако се вратам во овој дел овде. Значи, дали дозирањето, дали бил преголем обем за него, можеби до Титоврв му е проблематично да оди, можеби и не му е. Мене ми треба до Титоврв и назад, релаксирање, одење со јадење паштета горе, значи такви некои неквалитетни храни, 9-9,5 часа, дечки што трчаат Skyrunning, трчаат и се враќаат за 4 часа. Од она, како се вика, манастирон, црквата, таму им е стартот, нели, кај, како беше, Кромпир, се викаше, човеков, нели, од кафанчето, до Титовров и назад. Кај Тихе. Можеби, сега, ја знам порано. Добро, ако не е проблем. Се, например, колегата твој планинарот Надир, за колку време иде и се враќа? Ама тоа е, да, супер што го спомна Надир, другарче ми е. Зависи, затоа викам, од индивидуалните предиспозиции зависи. Добро. Ако човеков нема никакво искуство во планинарење, ја би го пуштил до Јелак да оди и да се врати назад, не до Титоврв, затоа што утре дента не апче, не може ништо да го спои. Едноставно ќе јаде како лут и ќе има проблем недела ден и ќе каже какво планинарење, ова е тешка глупост. И уште еднаш нема да се качи. Да, тоа е многу битно, затоа зборам и ке скијачите исто, ние треба да внимаваме пошто они се сакаат. Можам, со студентите се случува, секоја генерација, секоја земам почетници, тотални почетници, они не знаат да стојат на ски. И им даваш и они сакаат постојано, 1 час работиме или 2, и после ги пуштам, правиме мала пауза и после ги пуштам еднаш да се спуштат по жолтиот ски лифт и тоа им трае, спуштањето им трае уште 30 минути затоа што не знаат да се спуштат и пополека се спуштат, значи вкупно работа 2,5 часа со пауза од 30 минути, тоа е тотално време од 3 часа. И кога ќе ги прашам, правам експеримент, сакате уште малку? Да, сакам уште малку. Не, викам, доволно е, одите доле, ама не, сакаме, сме платиле, доволно е. Се враќаат во хотел, спијат по 2 до 3 часа и утринта се кома. Зошто? Затоа што они мислат дека можат, се им интересно, научиле да скијат, ај ќе пробаме, ма наше е отприлика да процениме кога е доста. Како ќе процениме? Визуелна експресија, дали прават грешки почесто, се тоа знаци на замор. Се може да ги редам. Вода му се пие многу, издехидрирал, да, престани, издехидрирал, престани, доволно. Да, и за денеска, крај на дене, може да направиме беле. Така да, ова што ме праша е супер прашање, ама не можам да ти кажам конкретно кога ќе настане суперкомпензација. Кај некој ќе настане, ако е погоден како што треба со тренинг, ќе биде тоа после 24 часа, кај некој ќе му треба 3 дена да се опорави. А мускулната болка може да боли, да се случува и да боли, да биде присутна 5 до 7 дена после тоа. Значи тоа е исто добар знак дека сме претерале, ептен.
ако трае многу, Океј. и ако е многу интензивно. Океј, фала ти многу. Не знам дали доловив, ама знаеш Не, комплексно. не. Точно беше. Сега ние немам време инаку ја можам после да ви кажам нешто за дозирање како се работи, ама тоа не Сега мене ми беше за друго, например кога работиме со индивидуално со клиенти, тоа е веќе друга работа, ама кога работиме групно, понекогаш ќе ме најде горе, темек точно е од 5 до 8 души групно да се работи, но ете понекогаш работиме и по 20 души. И сега сакал не ќе морам да најдам една средина. Демек Точно. на едниот да не го преоптеретам, другиот да не му дојде малце и сега тука ми е проблем. Тука ми е проблемот каде што не можам да homogенирам една група со исти квалитети. Сега затоа Точно. гледам која ми е златна средина за да се врши обуката, да не им претерам, а да не им ни дојде ни малце. Точно, тоа го учевме нели Да. по методологија на статистика, вика Да. Гаусова крива. Секогаш ќе имаш екстреми, некој кој што е многу подобар, некој кој што е многу полош, а најмногу ефект ќе имаат тие што се во средина. И ти правиш дозирањето го прави за тие во средина. Тие што се послаби со физички предиспозиции, за нив ќе биде пренапорно. Тие што се подобри, тие ќе бидат како да не излегле на тренинг или како да не дошле да скијат. Така да нема друг принцип, ако групата не е хомогена, ако не се сите исти по капацитет. Така правев, мислам, Така. тој систем на Ох. тренинг. Добро. Чисто дека, например, кога се прави вистински некој тренинг, имаме една трка, тогаш може да се видат овој тренд на интензитет и на оптоварување и на волумен, дека отприлика сме имале некој ден на одмор, еве го овде е недела, па се враќам повторно понеделник, не почнувам веднаш со висок интензитет и со висок обем, туку полека се качува интензитетот и обемот, може да се преклопат, зависи што е работено, зависи кој спорт е, сега ова зборуваме за општо, или за луѓе кои што имаат се рекреативци во скијање, но ако гледаме како тренинг, ако имаме трка, доколку имаме трка, тогаш нормално ден пред трка не се прави некоја активација на мускулатура и слично, даваме да настане тука таа суперкомпензација. Значи еден вид на тейперинг се прави за да може телото да се врати колку што може повеќе од претходниве 3-4 дена од тренинг. Тука е направена таа суперкомпензација, овде ги имаме најголемите активности. Значи имате еден клиент кој што треба да се спреми да дојде да скија. Тој во сабота или во недела тука ќе се потроши најмногу и после тоа треба да направи опоравок. Или имате, ова е за еден ден, ако имате 2 дена, тогаш да, сабот и недела тука се троши, после тоа мора да има опоравок. Ако се 3 дена повторно исто, но веќе третиот ден нема да биде со толков интензитет како другите, ќе мора да бара одмор. И затоа дечиња кога носиме, ден-два ги скијаш, третиот ден оп, стоп, застани. Ама ние сакаме инструкторе, ако вие сакате, ќе најдеме друга активност, ќе играме карти малку, ќе јадеме повеќе, ќе потрошиме време во бачило, ама нема да им дозволам да се потрошат многу, затоа што не може, мали се, не се искусни во тренингот и во физичките активности, или не знам колку се искусни, подобро да застанам, да не претерам отколку да настане некаков проблем. Лесно дигаат температура дечиња, лесно се разочаруваат, ќе ги одљубите од планина и после има проблем. Ако се прави кај спортисти нешто налик на микроциклуси, тогаш дозирањето, интензитет и волумен прва недела, па гледате дека после тоа може да се зголеми, трета недела може да се зголеми, вела дека е добро една недела да се олабави, да се намали дозирањето, значи помало дозирање, помал интензитет, обем, се што е во вид на тренинзи, ама затоа следниот месец, следните 4 седмици, повторно може да се зголеми и тоа видите колку повеќе од колку претходно. Значи ова е систем на тренинг, постојано се зголемува интензитетот, не може, ако трчам, не знам, ако е трчање, сега трчале 30 минути, може да стасате до 1 час или час и пол, после неколку месеци, но не може тоа да биде дека ќе трча 8 часа, веднаш после 4 или 5 месеци трчање и веднаш ќе биде надпреваруваш во skyrunning. Сега, што нас ни е битно? Нас ни е битно, ова сум ставил, окей. Нас ни е битно дека ние со тренинг или со активност горе на терен ги малтретираме мускулите, го малтретираме телото и
тоа е некои 2, 3, 5 часа, ама во следниот период кој што е отприлика 4 петини од едно деноноќие или 3 петини или сеедно, значи ние имаме 3 часа скијање, 21 час треба да одмориме после вежбањето, активноста и слично. Тоа е многу битен дел. Сите викаат тренинг, ама не е проблем, ќе искочам во град, нема да спијам и слично и ќе нема да биде никаков проблем на тренингот, после ќе немам проблем. Тоа не е точно. Точно е дека треба најповеќе да обратиме внимание на периодот кога се одмара. Вода, прехидратација веднаш за време на тренинг и после тренинг. Храна, половина час, после тренинг не мора, 40 минути 50, но после тоа мора храна, негде 70%, 60 до 70% од храната се зема во првите 4 до 5 часа после тренинг. Значи, ако го промашиме тој период на хранење после интензивен тренинг, ние ќе влеземе во овертренинг, нема да биде таа супер компензираност како што треба. Затоа е долго планинарење, 8-9 часа, постојано треба да се внесува и вода и храна, особено на височина, затоа што на височина повеќе вода и повеќе дехидрира човек. Спиење мора да има. Спиењето е апсолутно, како што кажува, регулира се што е на ниво на хормони и тоа е тоа што ни овозможува да ги намести сите механизми во телото и да го врати тој динамичен систем во хомеостаза. Значи да не го исфрла надворот, да не биде исфрлен надворот некоја дисбалансирана состојба. Како можам преку контрола на срцева фреквенција за време на тренинг, ако е долготрајно, кај скијање не може, во надпрерувачки скијање, во тренинзите да, кај што има тренинзи за издржливост и на контрола на срцева фреквенција за време на тренинг, од 1,5 минута нема логика, во теретана нема логика, ке бодибилдери, зборам за екстремни спортови, нели, кои што се насочени во таа лактантна фаза. Постојат многу монитори кои што може да проверат во време на спиење дали срцевата фреквенција е добра или не. Тие да, може да се користи тогаш. Па, например, имате еден систем кој што мониторира за време на спиење, преку, како се нарекува, светлост, спектометриски. Значи, проверува срцевата фреквенција и кажува дали е направен overnight recharge, значи дали е телото вратено преку ноќ во добра состојба или не. Па може да се примети на вторава слика дека, например, успева преку некои алгоритми кои што ги имаат поставено, Polar се водечка компанија во срцева фреквенција и многу други девајси ги користат, или компании кои што интегрираат GPS системи го користат Polar како мониторинг на срцевата фреквенција. Па, например, имаат поставено дека може преку ноќ мониторот преку алгоритам да процени со едноставно носење на рака, значи не мора лентата да ја носите, дали спиењето било лесно, тоа се вика light, значи во лесен вид на спиење, не е длабоко спиење. Дали било длабоко спиење, дали било REM, ова го учевме во психологија, Rapid Eye Movement фаза, значи кога се одмора телото и сите асоциации се буквално како едно USB се празни во тој момент и се спрема за да може следниот ден повторно да почне со активност, или колку имало interruptions, прекини во спиењето. Ова е конкретно за мене, мислам дека од претходната ноќ и вели дека не сум направил добар речарџ и сум имал interruptions од 22 минути. Нешто не било како што треба спиењето, но Rapid Eye фаза, Rapid REM фазата и Deep Sleeping спиечката фаза вели дека биле добри. Сакам да кажам примерче како може да се искористат некои вакви уреди за да може да проверат дали сме се опоравиле добро или не. И сега, што уште може да ни помогне? Добро е после тренинг да се направи статичко истегнување. Статичкиот метод динамички знаеме многу подобар за релаксација, йога правиш, не мора да биде толку напната, јогата и нешто друго прави, бара дел медитација, внесување на внимание, дишење, техники и слично. Доколку само ги изработиме вежбите за статичките вежби за истегнување, тогаш едноставно се дозволуваме да телото се изрелаксира. Да дадеме информација дека јас сега ќе ги анулирам оние ефекти на стреч рефлекс што се појавуваат, тие muscle spindles внатре, само како информација ги давам и со такво едно задржување пробуваме телото да го олабавиме и да кажеме дека доаѓа фаза на смирување. Дека од сега па натаму, наредните 20 и неколку часа, ќе се одмораш. Значи, добро е да се искористат, иако треба да избереме каков метод на истегнување, статички.
задржи 10 на 15, 20 секунди, друга положба, трета положба, некои примерчиња се дајани основни. Динамичкиот метод постои, ама тоа е за загревање повеќе, не мора тука да се користи. Да, тоа е третиот дел што го поминавме, само на кратко да потсетам. Значи, направивме некоја мала студирање на некој физиолошки дел во спортот и во рекреирањето, теорија на тренинг, како се тренираат тие суперкомпензации, што се троши како енергии, методи на опарување ги кажав и ке моторичките тестови кажав дека ете може да поразговараме на кратко. Ако имате идеја што се може да се тренира, но еве како некои постулати дека прво и основно треба да направиме здравствен лекарски тест. Што да истестирам? Да се проверам дали сум здрав или не. Тоа е нормално и дури да не одиме на скијање или да не тренираме, од време на време треба да направиме таков лекарски тест. Може да се тестираат моторички способности, што мене ми е тема или сега беше тема муабет, тоа се сила, издржливост, брзина и така натаму, еве ги од десна страна ќе влезам после кај нив. Се прават некои специфични ситуациони тестирања, ова е од една книга извадено, па затоа пише фудбалер. Но ако се работи за скијач, тогаш имаме специфични тестови за најспецифичен тест за скијачот е кој или за скијачката? Трка. Фламинго тест. Фламинго за баланс, инаку трката е најдобар тест. Да. Преку трка проверуваме што сме направиле во претходниот период. Постојат психолошки тестирања и така натаму, тестови кои што се функција на рехабилитација, значи дали е спремен или спремна да се врати на тренинг. Последнава трка се Мориц имаше колку повреди таму, излета преку ограда и слични работи, неколку ги вратија нели долу со помош и ако проскија, а најинтересен од сите ми е коментаторов на српскиот Евроспорт. Значи тој дава, алал да му е, тој дава директни проценки на терен. Ова е лигамент, овој треба да се снима, овој треба да дое. И уживање ние кога го слушаме по дома како коментира и викам овој стручњак за се. Може би има некој бекграунд медицински, ама па не може од око да ги процени кој што направил проблем. Некои примерчиња за тестови кои што може да вршат работа во делов на скијање, значи експлозивна силина многу се користи и како метод на тренинг и како проценка и е потребна за особено во надпреварувачкиот дел. Постои една платформа OptoJump која што се враќам тука. OptoJump е платформа која што исто така спектрометриски, усвари всушност со инфраред зраци пробува да види кога телото ги прекинува зраците, кога не ги прекинува и на тој начин дава, наместо скок во далечина направим или во височина, ова платформа дава многу попрецизни информации, дури колкава моќ се вложува при еден скок. Има протокол како се тестира, едноставни тестови, чучнување на една нога, колку може да направи, брзина може да се процени преку тапинзи некои кои може да се процени преку спринт 240, 20 или 40 метри. Рамнотежата еве го фламинго тестот, Атила што го спомена, сила на раце, склек, згиб и слично, па ако се задава некој тренинг дали има подобрување или не. Агилност, издржливост, шатл ран, можеш издржливост да се процени преку полар системи. Лидија тука со не заправевме тест на изокинетичка машина кај Изоки Ханџиски во Кинетикус. Супер тест кој што покажува силина на нозе и може да процени, тамо тестиравме нозе, нели, затоа што она беше тогаш во тренажен процес, па да видиме дали е мускулната сила на нозе балансирана или не. Сигурно имате информации за тие, например, Cybex беше порано, а сега е како се викаше Изокинетикс. Да, исто правевме и за рамнотежа, баш имаше како на машина. Да, кога? Самата машина автоматски ни кажуваше дали имам рамнотежа или не. Супер. Во однос на двете нозе, баш мислам си бев нормално во нормална позиција. И само како што памтам, знам, чучње ми правев и преку тоа ми покажа дали сум во дали левата или десната нога ми е побалансирана и така натаму. Супер, да, одлично. Може да се направат и на која машина, каде правеше?
Во Скопје, баш мислам дека и ти беше тогаш. Кај Зоки Заедно бевме, бевме. Кинетикус. Да, Кинетикус. Аха. Долу, како што мислам дека по скали долу се слегува, така беше. Да, супер. Еве, ова е таа една изокинетичка машина и многу ја користа затоа што преку овој принцип се проверува, буквално може да се види дали има некој дисбаланс или има некој интермускулен внатре проблем кој што може да го покаже при покажување на максималните сили. Сега ме потсети Лидија, баланс на цело тело преку како беше InBody, мислам дека беше една машина која што да може да направи скен, па застануваш на нејзе, па те проверува цел баланс, дали лева десна страна, лева десна страна, нозе, раце, масно ткиво, колкав процент на мускулно ткиво, колкав процент на подкожно масно ткиво и слично. Значи тие некои работи кои што особено во спорт би требало да се внимаваат и да ги имаме како информација. Имате прашање некој за овој дел? Излегов од нормата. И сега многу може да се зборува, ја пробав да ги нафрлам така спонтано работиве кои што според програмата на ИСИА ние би требало да ги изразговараме, наше е дека ги изразговаравме, за некого е потсетување, за некој е нова информација, убаво е кога правиме потсетување, но убаво е нели ние сами да си правиме на себе некаков апгрейд, да бидеме у контакт со природа, да знаеме до кај ни се способностите, да можеме малку да излеземе од таа комфортна зона, да видиме чека можам ли повеќе или не можам, зошто? Затоа што утре ќе водам буквално група од, како што кажав, мене под 16 луѓе група не ми била, иако тоа е, мислам, така се, не кон факултетот, ние излегуваме во пресредна на факултети на студенти, но се препорачува секаде групата на особено почетници да биде 5 до 7 луѓе, не повеќе, ама еве Јатила знае, доаѓаат луѓе 20, ќе пробаш да се изменаџираш некако. Ние успеваме по менталитет, сме такви да се изменаџираме. Но не е исто да работи со 7 луѓе, не е исто да работи со 20 луѓе. Со 20 луѓе да ги ставиш на скили во еден ден, значи првен ја треба да сум спремен тоа да го поднесам. Затоа што утре дента ме чекаат повторно тие 20 луѓе и они напаѓаат со потреба да научат нешто ново. А ние сме тие што треба да им дадеме. Значи треба и ние да вложиме во нашите капацитети. Многу е лошо да закажеме клиенти, супер цена, супер пари, да, окей, се покриено се. Првиот ден јас наскилив готово, не наскилив туку на патека, не можам да издржам. Веќе вториот ден што да правам со луѓето, не можам јас да издржам. Затоа велам треба да ги знаеме нашите способности, потреби, да вложиме енергија кон нас, да пробаме да се слушнеме што е добро за нас и тоа да го пренесеме на останатите клиенти. Јас имам толку. И ми е драго Се за денеска завршивме? Да, може многу да правиме. Овој намерно е скратено, не заради ангажман, туку заради така, да не се одолговлекува овој дел. Владимир, те поздравувам за ова, интересно ми беше после долго време да седнам пак со колеги